Во 2019 година највеќе сум се растревожувал за непочитување на македонскиот јазик. Мислиш на тоа што бугарите не признаваат? Не. Мислим за младите што не го познаваат буквите Дз и Дж, според последните feasibility студија. Да се разбираме, јас не сум Gmail, јас сум Gmail. Да влезе во правопис дека незнами и неписмени можат да се пишуваат и одвоено и споено. И под 5 да се укинат епизодите Дз и Дж од бушавата азбука. Така е! 7. Емотиконите да се признаат како официјална азбука. И 9. Да се укине математика за тие што не им оди. Така е! 2 плюс 2 е 5, пушете. Така е! Да запрашаме некој од присутните зошто протестираат. Звонко. Вонко, од сега, само Вонко. За тоа се бориме да укинеме Дз и Дж. Зошто? Као зашо мнозинството така одлучи, ние младите се бориме за тоа. Шо ќе ни? Така е, шо ќе ни ако не знаеме ја користиме? Баш кој користи Дз, бе, кај има Дз, кај има Дж? Дзит, дзивра, звонче, джам, джем, джемпер, джепчиште. Рековте дека нема да се тргнете од пред Министерството за образование со вашите барања? Па нема да се тргне, така? Нема да се тргне. Тука сме денес, сутре сме тука и секој ден ќе бидеме до крајот на животот, ако треба, ќе го смениме ова Имате една утка направена, ова е Министерство за земјоделство. Шо? Ова е Министерство за земјоделство, тоа. Да, бе. Извинувам, за земјоделие, а кај е овој за образование? Лево. Ваму? Дечки, лево, слушај! Ваму! Инаку, повеќе магистри кои што во своето 100 годишно учење решија да ги зачуваат Дз и Дж, ќе отворат онлайн петиција за да се зачува Дз и Дж во македонската азбука. Моја грешка?